Некогаш негде под влаина, кажувања, роднокрајот во мене, патеписи, 4 дела во заедничка промоција на исти автор, доктор Јован Манчевски, апсолутно ненамерно и ненаметливо преку кажувањата, раскажувањата на Јане, Доне, Тоша, Васил, Тимо, дава една ретроспектива на настаниот почетокот на 19 век, во кој е даден цел еден приказ на традицијата, верувањата, семејството, целиот битов елемент кој самиот по себе не запознава со начинот на кој генерации македонци и покрај сите неволи обстанали и успевале да израснат во совршено нормални луѓе која понесоа изградбата на нашата татковина. Овие 4 книги кои што се објавени сега за сега само од регионот на Малешевијата и Пијанец, каде што кој има поминано детството, може да кажам дека тоа е еден вид ретроспектива на некои си настани кои што се случиле уште од 19 век навамо. Претежно се тоа регистрирани случаи и кажувања на луѓето од тој крај за настаните историски, за животот како бил, за премрежата што ги имале луѓето. Тоа е времето кога после руско-турската војна доваѓа до првото ослободување на Пијанец од страна на дедо Иво Малешевски. Времето кога се појавуваат ајдуците, ајдуството во овој крај. После тоа војните кои што се случуваат, првата балканска и ослободувањето од турците, па втората балканска, каде што е всушност братоубиствена војна. Како е доживеана и што се случува во тоа време? Она што мене лично ми се допадна е фактот дека докторот нема идеализација на нешто. Значи, имаме тотално реалистичен пристап кон делото и кон нештата што се случува. Зошто тоа е важно? Затоа што од психолошки аспект кај човекот постои една тенденција секогаш да ги негира негативните искуства за сметка на позитивните. Доктор Јован Манчевски е роден 1938 година во село Спанчарево, Пијанечко. Гимназија завршува во Берово, а студии по медицина во Скопје. Специализира педиатрија во Скопје и работи како педијатар првим во здравствен дом Виница, а потоа отвара своја приватна ординација. Во издавањето и печатењето на овие 4 издања кои денес се промовира, поддршка има од општините Виница и Пекчево, како и од неколку приватни спонзори.